Председателе, да ви помогнеме во водењето, бидејќи малце сте збунет, ве гледаме. Многу симпатично од ваша страна продолжувате со онаа пракса, меѓутоа еве јас сум изгледа од ретките привилегирани лица да бидам прекинувана додека говорам навистина, а другите колеги, особено парламентарното мнозинство, кога се обраќаат, ја имаат таа привилегија и често од ваша страна да ги сослушате и кога говорат, не бере мислите на некој партиски митинг. Но добра, јавноста ќе суди, граѓаните се тука, тоа говори многу за вас. Јас сепак ќе ги цитирам членовите, иако често кога ги цитирам на многу интересен начин не ги слушате, па потоа повторно во мојот говор барате да ги повторам, но не е проблем и тоа ќе го направам. Член 90 став 4 председателем, член 60. Многу интересно е, вие денеска требаше да се погрижите како председател на комисијата за динамиката, за правата и обврските на претениците, за работата на комисијата, но избравте класично да го прекршите овој член со тоа што направивте буквално упад во работата на комисијата за финансирање и буџет, каде што навистина граѓаните наместо да бидат да слушнат што имате вие да понудите, се разбира, немате ништо на прилично празна понуда во однос на буџетот, но големо задолжување во отсуство на проекти и така натака. Меѓутоа, еве, ова е најверојатно начин како вие сакате да оттргнете јавноста, но и граѓаните од оно што е презентирано и што може да се увиди во ребалансот на буџетот, а тоа е дека јавниот долг е навистина на едно историско ниво и денеска овдека на еден неискрен и еден нечесен начин да се обидете повторно да направите упад во деловникот и работата на собранието. Исто така ќе се повикам на член 122 и член 127, каде што председателе јас се надевав, навистина се надевав кога оставивте еден таков голем простор на одржување на седниците до овој момент на ваша инспирација за денеска да се случи седницата, навистина да соберавте храброст и да председателе ќе ми овозможите простор да говорам. Добро, да. Навистина, еве, тоа е интересно. Секогаш кога јас говорам, вие така симпатично сте отсутен. Имено се надевав дека во овој простор до помеѓу последната седница и оваа денес ќе соберавте храброст, како што повикувавте на улиците, нели? И да покажавте дека сте искрени, меѓутоа не сте, уште еден доказ дека ќе ги вклучите невладиниот сектор, ќе вклучате академската јавност, ќе вклучате стручната јавност и ќе ги поканавте денес на оваа седница. Ако навистина имавте искрен пристап, но видовме денеска и во обраќањата на колегите од парламентарното мнозинство, впрочем, вие сте се замислиле како 1 час, 2 часа, како денеска да ја замајувате јавноста во однос на овој закон, наместо да обезбедите услови за една навистина суштинска материјална расправа, заради тоа што граѓаните го заслужуваат тоа. И председателе, јас имам едно прашање овдека за вас, кога сум си уште во рамките на цитирањето на членовите. Имено, дали вие знаете денеска каде реално би требало да бидете? Како пратеник кој што доаѓа од изборна единици и од Прилеп. Впрочем, тоа говори многу и за вашиот однос кон граѓаните, кон тие кои што ви избрала, а најверојатно и за грижата да ги сослушате за проблемите, верувајте дека во Македонија и тоа како се наталожени проблеми. И дојам до еден многу интересен момент во експозето, во обраќањето на заменик министерот за финансии, замислата многу интересно, кој што доаѓа од парламентарното мнозинство, од владата, апелираше да се посветиме на дебатата, да дадеме сите пратеници некаков придонес и да не парафризирам, видете што вели Ковачевски, кој што е од владата, заменик министер за финансии, од парламентарното мнозинство и прочем вие покажувате едно непочитување кон вашите членови на влада со едно вакво работење, потоа кон нас колегите пратеници, потоа кон македонската јавност. Вели, предлагам да пристапиме кон разгледување на ребалансот со големо внимание, да развиеме конструктивна дискусија во која ќе размениме идеи во насока на најдобрите решенија. И апсолутно да.
Ние сме за најдобрите решенија, тие истите ги предложивме во амандмани, меѓутоа парламентарното мнозинство не е заинтересирано да ги слушне амандманите заради тоа што најверојатно ќе треба да скрати од непродуктивните трошоци кои што се наменети за локалните избори. Понатака, вели, со предложениот ребаланс на буџетот за 2021 година, клучните приоритети остануваат здравјето на граѓаните. Заклучуваме дека со оваа комисија апсолутно покажувате негрижа кон здравјето на граѓаните. Здрава економија сигурно не ви е приоритет и секако здрави финансии општество воопшто, замислете во неговиот говор. Ние од денес можеме да заклучиме дека со упадот на Комисијата за финансирање и буџет и во дневниот ред каде што е предложена и е ставена точката за ребаланс, впрочем не е опозицијата таа која што го блокира собранието. Напротив, ние преку амандмани сакаме да придонесеме во конструктивна дискусија, сакаме да придонесеме за здрава економија, сакаме да придонесеме за здравјето на граѓаните и како вели министерот здрави финанси, меѓутоа тоа ни е оневозможено. Вели дека ребалансот треба да биде одраз на економските состојби, грижа во поглед на користење на јавните средства и нивно насочување кон реализација на поставените таргети, како и поставеност во справување со пандемијата. Ние денес можеме да видиме дека единствен таргет на ова парламентарно мнозинство е впрочем кршење на деловникот. И тука овдека председателот кога се стави над сите нас, инаку подпредседателот би требал да знае дека исто како и председателот е еднаков со сите нас. И впрочем кога говорите за упадот во собранието, би требало да знаете дека најголемиот упад во кршењето на деловникот и на Уставот беше со изборот на господинот Талат Џафери. Имено, ќе продолжам понатака, така ве молам, немојте да се повикувате на почитување на никакви деловници и устави, заради тоа што, впрочем, ова парламентарно мнозинство беше првиот кој што на еден брутален начин изврши избор на председател на собранието. Имено, што вели понатака? Почитувани претеници, вели дека сметам дека предлогот ребалансот на буџетот за 2021 заслужува конструктивна дискусија. Јас се согласувам со експозито на заменик министерот за финанси дека буџетот заслужува и на конструктивна дискусија базирана на аргументи, на вистина, со меѓусебно почитување, ама председателе ќе ве молам да ми овозможите услови за работа овдека и за говор, заради тоа што сите кога говоревте ја ве сослушав. Имавте буквално на вистина злоупотреба на процедуралните, меѓутоа на вистина дозволете ми да се доискажам, заради тоа што не е во ред председателе. Секогаш кога никој се обраќа од страна на опозицијата, вие не овозможувате. Само да ве замолам заради тоа што во континуитет мене ме упаѓате во говорот, не упаѓате на ниту еден друг колега. Не, ќе ве замолам. Да ве потсетам, затоа што прашавте дали знаете каде сме. Да ве прашам да ви напоменам дека сме на Комисија за одбрана и безбедност, не сме на Комисија за финансирање. Апсолутно, кога направивте упад во Комисијата за финансирање и буџет, сега ќе не потсеќате дека сме, потсетувате, се извинувам дека сме на Комисијата за одбрана и безбедност. Ја ве потсетувам председателя за каков упад на деловникот и прекршување на деловникот направивте. Јас ве потсетувам дека согласно законот за собрание вие денес треба да бидете во приле председателя, да дадете можност на граѓаните да ви се обратат за сите проблеми со кои што се соочуваат. Имено, ќе се согласам со заменик министерот за финанси, како што вели во неговото експозе, внимавајте, па вие не го почитувате вашиот заменик министер за финанси. Комисија за одбрана и безбедност. Јас ви кажувам дека денеска, согласно сите членови кои што ви ги прочитав, направивте повторно упад и прекршување деловникот и законот за собрание. Добро е, конечно возможивте тишинот како треба, најверојатно овдека ние за да сослушате треба отприлика 100 пати да ви повториме. Не сум завршила и не можете да ми кажете благодарам додека трае мојот говор. И дозволете да дозавршам. Имено да сумирам дека како заменик министерот за финансии, како
заменик министерот за финансии вели во своето експозе дека буџетот заслужува конструктивна дебата, дискусија базирана на аргументи. Се согласувам. Еве, ние како парламентарно мнозинство се согласуваме. И затоа предложивме амандмани преточени во проекти за да го подобриме ребалансот на буџетот, но парламентарното мнозинство, Комисијата за одбрана и безбедност, председателот не овозможува тоа да се случи, не овозможува услови за работа. Очекувам и понатака председателя да соберете храброст и да прекинете оваа Комисија за одбрана и безбедност, за да овозможите сите членови на комисијата, сите членови пратеници на Комисијата за финансирање буџет, кои што истовремено денес се и членови на Комисијата за одбрана и безбедност, да учествуваат во дискусијата за ребалансот на буџетот. Со едно вакво непочитување, со едно вакво замајување овдека на јавноста, впрочем, како што кажа и колегите пратеници, навистина не придонесуваме кон подобрување на перцепцијата на граѓаните за работата на собранијата. И вие учествувате во тоа и имате таа одговорност како председател на Комисијата за образование, за одбрана и безбедност. Ви благодарам.